Министарке, добар ден. Најавивте дека од представниците во Пентагон и Стейт Департментот ќе побарате од новата американска администрација, од претседателот Бајден, да го задржи фокусот на Балканот. Зошто е тоа важно? Во 30-те години наша независност, свесни сме колкаво беше влијанието и колку позитивни ефекти имаше кога Соединетите Американски држави беа вклучени во случувањата и во развојот на настаните на Балканот. Сметаме дека сега не е момент кога тие треба да се повлечат. И мислам дека пораката денес беше дека тоа нема да се случи. Фактот дека во моменти на се уште актуелна пандемија успеавме како министер за одбрана на Република Северна Македонија да добијам средба со првиот човек на американската одбрана во моменти кога вниманието американско е и кон Индо-Пацификот, и кон многу други кризи во светот, тоа покажува дека Америка има интерес на Балканот и дека го цени и нашето учество како нов сојузник во Алијансата. Ова е прва наша шанса како влада да имаме состанок на највисоко ниво со новата американска администрација и ова беше шанса да зборуваме за теми кои се важни и за нас, меѓутоа се важни и за регионот. Предпоставам дека хаотичната состојба во Авганистан по американското воено окончување се најде на врвот од разговорите во Вашингтон, меѓутоа сојузниците се познаваат и во време на мака, зарем не? Искрено на средбите првиот фокус беше Северна Македонија, Балканот. Стабилноста на Балканот ја врзуваат секогаш за стабилност на Европа. А постоењето на НАТО алијансата е врзано со нивниот интерес да имате безбедност, сигурност и на европскиот континент и во евроатлантската област. Се разбира дека дискутиравме многу и за Авганистан и она што сакам да го пренесам и до нашите граѓани, она што ќе го пренесам и до нашата влада, е дека сите во американската администрација сметаат дека како држава покажавме дека членството не ни било подарено, туку дека сме го заслужиле, дека сме направиле неверојатни трансформации и во нашата одбрана, и во државата во целина, но дека сме покажале дека нашиот збор како сојузник навистина вреди. Ако очекувавме од САД да бидат со нас и во добро и во лошо, најмалку што можеме да направиме е и ние да се вклучиме во решавање на последиците од ситуацијата, односно кризата во Авганистан. Министерке, дали прифаќањето на афганистанските бегалци е врвен етички момент или некој вид на договор со НАТО, меѓутоа и со Соединетите Американски држави, каде што сега Македонија како 30-та членка се појавува не само како корисник, туку и како контрибутор рамо до рамо со сојузниците? Придонесуваме во НАТО затоа што веруваме дека вредностите, како што се човекови права, важноста на животите, на безбедноста, се и наши вредности. Особено како македонци, сме свесни колку сме имале искуство во минатото со проблеми врзани со бегалците. Ние сме имале бегалски бранови и имало држави кои ги отвориле вратите за многу македонци во минатото и спасиле цели семејства. Ние сметавме како влада дека првата причина зашто кажавме да е токму овој етички, морален момент. Да бидеме луѓе и во ситуации на криза. Да бидеме луѓе, а не само држава која испраќала војници во Авганистан. Се работи на вистина за семејства, мажи, жени и деца, доминантно деца, на кои Северна Македонија им го смени животот. Им даде шанса за подобро утре. И мислам дека на тој начин се покажавме и како добри сојузници. Северна Македонија досега прими над 900 афганистански бегалци. Имаше ли барање од американската страна за зголемување на бројката на цивили од Авганистан кои би биле згрижени во Македонија? Само да ве коригирам. До овој момент во Република Северна Македонија се прифатени некаде околу 200 бегалци, односно евакуирани лица, граѓани на Авганистан, и очекуваме евентуално доколку постои можност еден дел дополнително да се извлечат од Авганистан, таа бројка
исто така и да порасне. Но апсолутно во овој момент немаме бројки какви што спомнавте. Има еден дел од операцијата се врши преку НАТО и тоа се луѓе во главно кои што работеле за НАТО во целиот овој изминат период. Американската администрација побара исто така помош околу еден дел од афганистанци кои работеле за нив во невладини организации кои што биле стипендисти на NDI, на ИРИ, на НЕД. И во принцип тие 200 кои што во моментов се кај нас дома се луѓе кои што биле вклучени во невладени организации, борба за човекови права, заштита на жените, на децата, и тоа се луѓе на вистина кои што ќе беше трагедија да мораат да останат во Афганистан. За крај 26 години дипломатски односи меѓу Северна Македонија и САД ги карактеризираат силни врски, релации на многу полиња не само во НАТО. Вие како прв човек на ресорот одбрана, каде има простор за унапредување на односите со САД? Денеска ја имав честа и привилегијата да присуствувам на една церемонија на која во главниот коридор на Пентагон беше поставено и македонското знаме како дел од 30 знамења на сојузници. Навистина беше не само свечен, беше помалку и емотивен момент. Не само за мене и за сите наши членови од делегацијата, туку и за многумина од американците кои помагаа и учествуваа во овој процес. И сите ја кажавме истата порака. А тоа е дека навистина овие 30 години кои не беа лесни се кронисаа со успехот наречен членство во НАТО. И дека најголемиот дел, најсилната можеби линија на соработка беше во одбраната. Сите изминати години. Јас не можам да ви кажам колкумина 90% од офицерите со кои највеќе работиме на реформите за НАТО се сите едуцирани, обучени во Америка. Најинтензивната соработка имаме и со Националната гарда во Вермонт. Најголемата модернизација во армијата ни се случувала со американска опрема. И тие врски не се случајни. Тие зборуваат прво за наша одлука, каде ни е стратешкиот партнер, но зборуваат и за американска одлука, дека им е важно што се случува на Балканот и особено што се случува во Северна Македонија. Сега сме поамбициозни. Со нашето членство во НАТО, нашиот однос се трансформира во однос на, како да речам, полноправни сојузници. Од нас очекуваат повеќе и ние од нив очекуваме повеќе. И затоа зборувавме за неколку форми каде што ќе ни се развива соработката. Уште повеќе заеднички вежби. Јас очекувам следната година да ја имаме првата воздухопловна вежба на Криволак, зголемување на размената на кадри, обуки и тренинг, и очекуваме многу поголем акцент во делот на сајбер одбрана и во делот на борбата против дезинформации и лажни вести. Тоа се и модерните нови предизвици, исто како што договоривме и шанса да ни помогнат во делот на кризниот менеджмент. Во текот на состаноците кои што ги имавме во Пентагон, договоривме дека обуката која што ја организираат и за нивните војници и офицери кои што работат на справување со кризни ситуации, на тие обуки да ги поканат и нашите представници. Затоа што и самите се свесни дека климатските промени практично ќе ги стават овие природни катастрофи на врвот на одбранбените ризици. Министерке, ви благодарам за разговорот. Благодарам исто на шансата да зборувам.